Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со Мила Петрушевска, председателка на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот ФОН. Добро вечер, благодарам што одвоевте време за гостување во нашата емисија. Добро вечер до вас и до вашите гледачи. Ви благодарам за пружената можност. Да. Оно што е актуелно деновиве е тоа што доцни исплатата на стипендиите во декември. Според нашите информации, стипендии добиле само дел од студентите и учениците кои го продолжиле правото на стипендија, додека оние кои аплицирале на новите конкурси се уште не ги добиле првите исплати. Што велат вашите информации? Да, така е. Информациите се точни. Значи, рокот за пријави беше од 30 ноември до 5 декември. И од тогаш на наму се исчекува барем до крајот на месецов што измина декември да излезат резултати од пријавите, но немаше ни во декември. А исто така можеме да кажеме, јас мислам првенствено во име на сите студенти, дека ни во јануари не добивме исплати на стипендии. Мислам, имаше исплати на оние кои што го продолжија правото, значи на стипендија, но сите останати кои што сме ново пријавени, значи кандидати за стипендии, немаме ни добиено никаква информација околу тоа кога ќе биде исплатата. Да. Паралелно доцнати средствата за субвенциониран студентски оброк? Да. Паралелно доцнат за студентскиот оброк, во декември ни беше исплатата за половина септември, октомври, ноември, а исплатата што требаше да се случи за месец декември, треба по правило да ја добиеме следниот месец, значи требаше во јануари, почетокот на јануари. Но и јануари уште малце ќе измине, така да ние уште немаме добиено средства за декември, а камоли за јануари. Да. Во врска со студентскиот оброк имавте одредени барања изминатиот период. Договорено беше со власта да продолжи по старите критериуми, а преку отворен диалог да се најде системско решение. Што е новина во поглед со ова барање? Првен сакам да истакнам дека како што велиме старите критериуми, односно тој стариот закон сега важи. Измените кои што беа предвидени да се случат во поглед на тие законски одредби за студентскиот субвенциониран оброк беа насочени кон тоа практично и да се укине. Самото тоа што ќе нема право студенти да аплицираат што имаат положено 80% од испити, родителите им земаат повеќе од просечната плата, кои беа другите критериуми, не памтам, но имаше некои чудни критериуми што, како што кажав, практично ќе ни беше укинато правото. Се случи, значи, многу медиумски притисок, не само од студентите, од студентската маса, туку од целата јавност, каде што се случија преговори во собранието заедно со пратениците и на крај премиерот на Македонија и успеавме по пат на диалог да изнајдеме решение оброкот да ни се исплаќа по старите критериуми, односно штетниот закон, односно измените кои што беа предвидени да се укинат. Така што оброкот би ни се исплаќал до март, значи потенцирам по старите критериуми, а од март да имаме нова законска новина каде што ќе го остваруваме правото на субвенциониран оброк преку студентски картички, преку издавање на студентски картички и начнато беше од март да ни се покачи студентскиот оброк на 140 денари. Сега се исплаќа во цела сума, значи месечно, но на дневно ниво ако земе тоа се 120 денари, а доколку се покачи студентскиот оброк на 140 од март, секојдневно ќе добиваме по пат на картички и каде што ќе има определено каде ќе можеме да ги трошиме. Да. Очекувате ли дека ќе профункционира сето ова со картичките како што ветуваат надлежните? Да, како што веќе истакнав, предвидената законска новина за користење на картичките, мислам остварување на правото на оброк со користење на картички треба да започне од март.
Искрено, јас сум малце скептик на таа тема, дали воопшто ќе функционира тој начин, поради тоа што поради целата актуелна состојба во Македонија, од здравствена, безбедносна, морам да ја истакнам енергетската криза, значи зборувам за целокупната состојба во нашата држава, па до нашите капацитети за справување со предизвици од информатичка и технолошка природа, затоа сум скептик дека воопшто ќе профункционира таа новина, но да не бидам песимист, еве да кажам дека бив профункционирала, ме плаши тоа што целата процедура ќе западне во сериозни тендерски постапки, поради тоа што сигурно ќе ги имаме од почеток, почнувајќи од избор на правното лице кој што ќе ги изработува тие картички, до правното лице кој што ќе овозможува земање на оброк со тие картички, така да може повторно да се соочиме со проблеми, дури посериозни, крајна линија да дојде до не само застој, до престанок на правото, поради тоа што тие се нафатиле да преземат таква обврска, но истата е знак прашање дали ќе успеат да ја реализираат, што повторно ќе се одрази на грбот на студентите. Кои се коментарите на студентите? Доволни ли се овие средства што се однесува и до студентскиот оброк и до стипендиите? Доволни ли се за самите студенти во ваква инфлација, енергетска криза и слично? Не се доволни, тоа е факт дека не се доволни, поради тоа што цените растат и доправа ќе растат. Лажат дека се замрзнати цените на основните продукти, праксата покажува друго. Лебочини 80 денари, а ние земаме 120 за оброк. Така да, би требало да се покачи дури повеќе од 140 денари со оглед на тоа што инфлацијата е голема и цените на продуктите постојано растат. Да. Како студенти на приватните универзитети во Скопје немате право на бесплатен превоз. Побаравте од надлежните институции, кој е одговорот и зошто вие од приватните факултети да немате вакво право? Ние го немаме тоа право, бидејќи се водат по таа слика дека јавни универзитети јавен превоз ќе имаат бесплатен и приватни факултети приватен превоз обезбеден. Што апсолутно не е така, поради тоа што тука имаме кршење на темелните вредности, значи на уставот каде што се гарантира еднаквоста и се забранува дискриминацијата. А тука имаме дискриминација врз основа на статус, значи образовниот статус. Јас како студент на правниот факултет на ФОН имам право да аплицирам за студентски оброк, имам право да аплицирам за стипендија кои се доделуваат од МОН. Можеме да бидеме сместени во некои од државните студентски домови исто така, но немам право да користам бесплатен јавен превоз како што користат студенти од државните факултети. Првенствено не е логично, да не збориме за право, не мора да бидеме некои експерти во толкување на правото, туку да појдеме само од логична страна. Зошто села ми е дозволено, а практично правото тука ми е суспендирано. Да. Се обративте до надлежните институции, што велат тие? Да, се обративме до надлежните институции, но секогаш најдувавме на молк. Никогаш не сме наишле на разбирање, едноставно не можеме да најдеме компромис и наредниот чекор, поради тоа што од институциите не добиваме никаков повратен одговор, е да направиме една коалиција заедно со другите приватни универзитети, каде што би работеле во работни групи, би одлучиле кои би биле нашите понатамошни активности во тоа поле, бидејќи тоа е најактуелниот проблем. И мора нешто да преземе сите. Еве, ако собранието на ФОН ништо не направило, можеме да се соединиме сите заедно, повторно да пробаме, каде што се надевам дека ќе изнајдеме решение, дека ќе успееме сите заедно.
Здружени и студентите од приватните, меѓутоа и од државните, баравте подобрување на условите за живот во студентските домови. Еве, деновиве мислам дека имаше и одредени најави за реконструкции, дека ќе започне самата постапка и слично. Да, студентските домови ми се најболна тема за зборување, иако не сум била сместена таму, но имам многу и колеги и колешки, потенцирав дека можеме ние да седиме, да се пријавиме како студенти од приватни факултети. Имам многу пријатели и пријателки кои што се сместени во студентските домови и тоа навистина е понижување на секој човеково достоинство, какви се таму условите, бидејќи тоа се далеко од основни екзистенцијални услови. Најголемиот проблем се санитарните, значи проблеми во студентските домови. За истите, кога учествувавме ние во работни групи при преговорите, бидејќи преговорите не се водеа само за студентскиот оброк, туку и за сите други останати теми кои што се проблем, значи меѓу кои и темата студентските домови. И ни додели акцијски план, каде што беше предвидено по месеци, тогаш беше ноември, и кој ќе започне од декември. И ова го напоменувам, го носам и сега баш ќе прочитам што пишува тој акцијски план, бидејќи тие постојано секој месец напоменува дека ќе почне реконструкција, ќе направиме. И така натаму што само се сведува на зборот ке. И ние немаме никаков резултат од тоа. Еве можам да прочитам како завршни активности кои се водат по тој акцијски план тогаш за месец декември. Завршено реновирање на тоалетите и бањите со поставување на нова изолација и плочки, како и поставување на WC школки во сите 3 ланели. И овие активности ги сметат за завршни активности на санација. Ние од плочките до WC школките и до изолација видовме се спротивно, бидејќи излегоа доста фотографии, информации во јавност. И еве уште нешто да напоменам од ова, кои што се предвидени како завршени активности, зборам за месец декември, веќе тука има и некои рокови. Поставување на дополнителни 93 ПВЦ врати во тоалетите и бањите. ПВЦ врати како внатре, така и на влезовите на истите. Поставување на нова одводна инсталација во тоалетите во ламела 1 и 2 се планира да се заврши до 31.12.2022 година. И рокот е поминат и мислам дека и јануари 31 уште малце ќе помине, не е декември, а ние од тоа ништо немаме видено во пракса, дали е направено или не. Бидејќи да беше нешто направено, студентите ќе беа задоволни. А студентите се само не се задоволни од условите во студентските домови. И морам исто така да напоменам, покрај санитарните проблеми во студентските домови, има исто така проблем со студентската менза. Да, имаше одредени реакции неодамна и на таа тема, дури имаше и труење, мислам, на една локација. Да. Имаше труење на студентите од храната во студентската менза. Најголемиот апсурд е тоа што виновни, мислам, не излегува виновни студенти, туку излезе на крајот дека се затруили од некоја друга храна, а не од храната во студентската менза, како што јас имам првични информации. А во јавност излезе слика, всушност, каква храна им била сервирана таа вечер, од што тие добиле труење. И евидентно беше дека тоа не е некоја друга причина, само што проблемот тука уште поголем е тоа што целиот овој случај некако беше актуелен 3 дена и потоа на грбот на некои нови проблеми застана во сенка и повеќе не се зборува за тоа. Кога е влошена здравствената состојба на едно лице во полош случај на повеќе лица, не по негова вина, мислам дека крајно треба да има одговорност за тоа. Не може студентите со години наназад да завршуваат по болници заради нечија неодговорност, заради нечие неизвршување на работните обврски, заради нечие неконтролирање, негрижа и така натаму. Да, секако се работи за квалитетна храна која што мора да биде
како што доликува во најдобар ред. Дел од вашите колеги реагира и на рестриктивните мерки за штедење на електрична енергија во студентските домови, се жалеа на ладни простории, исклучена топла вода и слично. Се решили ова или се уште така? Се уште е така. Јас имам информации дека до минатата година им било дозволено да внесуваат некои грејалки, но да не надминува одредена температура. Не можам да кажам точна бројка, да не изјавам дезинформации, но тогаш биле дозволени. Ова година не е така. Ова година не е дозволено никакво внесување на грејалки внатре во студентските домови, иако парното грејење име само преку ден, навечер нема, што е прилично ладно ова зима. Така да истите им се одземаат ако се видат дека студентите ги поседуваат, не смеат да внесуваат во нивните соби. А водата, топлата вода, мислам дека е реткост. Да. Продолжува трендот на популарно наречено одлив на мозоци, младите, еве и на ваша возраст, по завршување на студиите, се повеќе одлучуваат да ја напуштат државата. На што се должи се тоа? Таа ситуација се должи на многу фактори, не можам да издвојам еден за да потенцирам точно за што се должи. Prvenstveno, еве, јас како млад човек можам да кажам дека со многу дискриминации се соочуваме, нефер оценување, корупција, мито, непотизам, партиски вработувања. И ние кога ќе завршиме, например, студии од 3, 4, 5, 6 години, на нас после за вработување не ни е пресудна таа диплома. Пресудни се некои други околности кои што се јавна тајна на кој начин, така да сето тоа влијае на младиот човек и колективно ние паѓаме во агонија бидејќи не ја гледаме едината тука. И затоа ја бараме во другите држави. Да. На какво ниво е дигитализацијата на факултетите? Дигитализацијата беше истакната како барање меѓу другите барања на студентите, кои што истите тие барања беа тема на дискусија, односно на преговорите. Дигитализација е слабо застапена, иако живееме во 21 век. Можам да кажам за универзитетот каде што јас студирам, каде што јас доаѓам, ФОН, има спроведена дигитализација, имаме електронски индекси и знам исто така дека имаат спроведена дигитализација на Универзитетот Гоце Делчев Штип, а за другите универзитети, било приватни или државни, немам информации за такво нешто, а е повеќе од неопходна, поради тоа што честопати студентите во пракса се соочуваат со тоа кога ќе треба да земат оценки, нели, да им се пишат во индекс од страна на професорите, кога не сите сме од Скопје. И доаѓаат од други, од подалечни градови, што им треба доста време, например, за да стигнат до Скопје и доаѓаат само за да земат оценка, да им се пише во индекс и многу непотребни маки проблеми проведуваат студентите. Честопати пак имаме кога нема да се појави професорот да им пише оценка, тие дошле, например, од Гевгелија во Скопје да земат оценка, така што со спроведување на дигитализација многу полесно ќе се решаваат тие проблеми. Неопходни ли се реформи во образованието? Неопходни се реформи. Да, неопходни се реформи. А за да се постигнат тие реформи, ние треба од некаде да почнеме. Ние никаде не сме почнати, немаме ниту една здрава реформа што ќе е во корист, значи, на младите. Напротив, имаме суспендирање на разни мерки кои ни се минимално пружени, па дури тогаш ќе ги добиеме назад кога ќе се побуниме, а никој од никој од државните власти да се сети дека ние сме таа генерација која што ќе треба утре да ја земе иднината во свој раце, мислам иднината на оваа држава нормално, а ништо не преземаат по тоа прашање. Да ни се обезбедат основни услови за како за живење, така и за студирање. Зошто за живење зборам, бидејќи пример правото на работа е основно човеково право. Да не зборам например за некои други основни човекови права кои ни се загрозени.
Да. Имаме национална стратегија за млади. Придонесува ли таа за надминување на состојбата или само стои на хартија? За формирањето на националната стратегија имаше учествувано Универзитетското студентско собрание на ФОН. Таа постои. Се водеа разни дискусии и прилично тоа се сведе. Не беше, можам да кажам, од искуство не беше, значи, целта да даде некој резултат истата, туку да имаме некои спротиставени мислења како и сите други преговори што се водат и склучувања, така натаму. Немаме резултат од националната стратегија поради тоа што едно е што пишува на лист хартија, друго е во пракса. Младите се незадоволни, значи тоа е факт. Не зборам само во моје име, колективно зборам, бидејќи го застапувам собрание, мислам студентите ги застапувам, не сум председател, само туку ги застапувам студентите. Така да сега треба да се направи, како што јас имам информации, друга стратегија, нова стратегија за млади. Мислам дека и тоа е бескорисно, поради тоа што и за првата се потрошија и средства, и време, и енергија, а ништо не даде резултат, па нема... Сега моje мислење е дека ни наредната нема. Да, поентата е да се имплементира, не само да се веќе ја има. Функционирате како универзитетско студентско собрание во рамките на ФОН, колку време работите? Која е целта на самото собрание, освен што ги поттикнувате, барате одредени права и слично? Прв пат се формира универзитетско студентско собрание во рамки на ФОН, поради тоа што претходно немало таква студентска организација, а универзитетот постои повеќе од 20 години. Нашата работа и нашиот план е, поради тоа што не е се сјајно на приvatните универзитети, како што можев да истакнам, е сите тие проблеми да ги решиме и едноставно да покажеме дека не сме ние тие кои што навистина сме дел тие стереотипи кои што ги има за приватните универзитети, туку да покажеме дека вредиме и дека сите сме еднакви, за да не настава по страна секогаш за што и да се работи. Сега како универзитетско студентско собрание организираме различни активности за подобрување на социјалниот и културниот живот на студентите, разговараме со нив. Разни, например, манифестации, кога или има било каков проблем, секогаш реагираме, бидејќи тоа ни е работа да ги застапуваме правата на студентите, да реагираме на било каква поплака од страна на студентите, бидејќи нашата надлежност е во рамки на универзитетот на кој што сме формирани. А сега ова што се случи, мислам, со оброкот и сето тоа, беше едно обединување на сите студентски собранија на ниво на сите универзитети, кој што можам да кажам, го сметам тоа лично за успех, бидејќи прв пат се случува државните универзитети и приватните универзитети да се обединат, и што мислам дека на тоа поле да оствариме соработка успеавме. Да. Конкретно за вашиот факултет, задоволни ли сте од ангажманот на вашите колеги и колешки, дали гласно ги кажуваат своите барања, дали се охрабруваат на некој начин? Јас сум задоволна од сите мои колеги и колешки, како и во собранието, кои што вложуваат и труд и енергија и посветеност, но не сум баш задоволна од другите студенти кои што студираат, поради тоа што јас сум свесна за проблемите, ги знам проблемите, ама што ќе чујам од страна, например. Ретко кој ќе стане и да се осмели да каже да, тој тоа има такви случаеви, не велам не, но сепак тоа на крајот завршува да не излезе муабетов од тука понатаму. Што навистина, ако ние сакаме да имаме некои промени, треба сите јасно и гласно да станеме, да го искажеме и својот став и своето мислење, па макар и погрешно. И на тој начин ќе може да се решат проблемите. Значи со дискусија, со диалог и така натаму, со молчење не. Со молчење напротив сите проблеми ќе се стават под тепих и ништо нема да направиме, а сум свесна за сите проблеми. Да. Рековте дека сте трета година на правните студии на ФОН. Што по завршување на студиите, кои се вашите планови, гледате ли идни на овде во државата? Можам да кажам дека сум една од ретките кои што сака да остане во државата. Сега
треба да завршам 3 години студии. Понатаму сакам да продолжам и магистерски студии. После тоа, откако ќе ги завршам, бидејќи 3+2 ни се студиите, значи 2 години имам магистерски, би сакала и после тоа да работам и во правничката сфера, односно да работам во тоа што ми е струка. Така да искрено се надам дека во тоа ќе успеам, поради тоа што и го сакам ова што го учам, а и еве зашто се ангажираме токму во таа област. Ви благодарам на одвоеното време, ви посакувам успех да ги издействувате и да се изборите за сите права на студентите, секако и за ова навремено доставување на средствата за стипендиите, студентскиот оброк и слично. Ви благодарам и на вас и на вашите гледачи. Благодариме. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на програмата на Телевизија Плюс.